Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Вие сте на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. 11 часот, време е за најновата емисија насловена како Радио Полиграф. Оваа емисија е замислена како едночасовен разговор кој оди во живо. Во неја учествуваат гости, стручни лица, аналитичари, политичари, со кои ќе разговараме и ќе ги анализираме најактуелните теми од Македонија, регионот и светот. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Одиме веднаш со денешната тема, посветена на кампањата за предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември годинава. Каква е партиската реторика на предизборните митинзи на партиите и коалициите? Колку обраќањето на партиските кандидати на овие избори може да влијае врз одлуката на граѓаните за кого ќе гласаат? Што покажуваат најновите анкети, како и прогноза за исходот на овие избори? Одговор ќе добиеме од денешниот гостин, политикологот и аналитичар Владимир Божиновски. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Токму така во студиото мој денешен гостин, политикологот и аналитичарот Владимир Божиновски. Добар ден, господин Божиновски. Добар ден, добре ден. Како ги коментирате програмите на двете најголеми коалиции за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН и за живот во Македонија предводена од опозицијската СДСМ? Добро, ке ВМРО ДПМН, они одат со неиспробан рецепт. Прво има отчет на она што е сработено од претходната програма, се разбира, и потоа тоа се на некој начин надоградува со нови проекти. Тоа е успешна, на некој начин успешен приод, бидејќи на тој начин граѓаните можат да оценат колку од тие ветувања што ги дале биле реални. И ВМРО ДПМН успеа во изминативе десетина години да создаде еден кредибилитет кон избирачите, што е всушност и најтешката работа во политиката, односно дека тоа што ќе се вети во најголем случај тоа и се исполнува, така да сега кога ќе ветат нешто, некој нов проект, тоа има една специфична тежина. Веќе не е од типот сите ветуваат се што за после да не исполнат ништо, туку веќе едноставно граѓаните сметаат дека на вистина тоа што е ветено има големи шанси и да се оствари. Додека го држат овој концепт, се разбира ќе го задржат и своето гласачко тело кое што го имаат во изминативе, би рекол, десетина години. Да, сведоци сме нели дека и поради предвремените парламентарни избори невообичаена состојба е дека партијата која ги ветуваше проектите ги остваруваше, некои додека трае кампањата веќе се остваруваат, така да тоа веројатно дава дополнителна тежина за исполнетоста на ветувањето. Они знаат, они се свесни дека тоа што го ветиле мора да го исполнат, веќе многу тешко се добива довербата на граѓаните, многу лесно се губи. Дека они успева да го држат тој баланс на вето на остварено и самата фрустрација кај гласачите ќе биде на многу ниско ниво и тие понатаму ќе ја даваат нивната доверба. Особено што приоритети во македонското општество биле и се уште се, а и ќе бидат во догледна иднина, нели, намалување на невработеност и зголемување, нели, на економската благосостојба. Од друга страна, ние гледаме дека и СДСМ се обидува на некој начин да создаде одредена програма. Он излега овој пат со програма и со одредени ветувања, но проблемот тука е што они немаат, да се изразам со банкарски термин, многу добро финансиско, односно кредитно портфолио. Затоа што многу работи што во изминатите избори кои ја добиле власта ги ветиле, не ги оствариле. И затоа се разбира довербата е на едно многу ниско ниво. Сметам дека они треба да имаат малку поинаков пристап, да ветуваат нешто што навистина добро би го изаргументирале, за да се обидат да привлечат дел од гласачите кои што се уште можеби не определени или кои што не знаат и дали воопшто ќе гласат, бидејќи доколку нешто ветиш, а немаш за себе одреден би рекол одреден
одредена тежина на ветено остварено, мора тоа многу добро да го изаргументираш. Доколку немаш добра аргументација, многу е малку веројатно дека граѓаните ќе ти поверуваат само на твојот збор и ќе го дадат твојот глас за вас. Значи, например, они има некаква проекција за минимална плата од 16.000 денари 30.000 и просечна плата од 30.000 денари. Како? Тоа сакав да ве прашам, тоа ми беше и прашањето, колку може да ги исполнат? Значи ова се однесува на двете, сега едните. Значи тоа е, тука е проблемот. Они ветуваат, а не го елаборираат тоа како. Значи како ќе постигнеш ти просечна плата од 30.000 денари? Тоа никој не може да го предскаже, ни една политичка партија. Некој може да каже ние се надеваме или ние ќе се стремиме кон, никој не може да вети 30.000 просечна плата. Како, кога најголемиот дел од економијата е приватна, не може да одат на приватните компании да им кажат вие ќе дадете просечна плата од 30.000 денари. Ај се поставува прашањето зошто па овие не би го направиле тоа кои се на власт, ако тоа така треба, што би изгубиле, напротив, нели? Не може, значи едноставно самата економија диктира колкави ќе бидат платите. Покрај нели финансиските нели тие ветувања зашто луѓето највеќе нели денеска сакаат да се залепат бидејќи нели сите би сакале да имаме висок стандард и висока плата, на сега малце околу ветувањата на СДСМ и она што они се обидуваат да го добијат како ново гласачко тело и како нови гласови, така наречените бомби кои Заев ги пушти следува по студентските протести кон крајот на 2014 и почеток на 2015 година. Во програмата може да се види на СДСМ фокусот на СДСМ дека се младите. Дали Зоран Заев зема сила од студентските протести, па поради тоа смета дека гласот на младите ќе може да го освои. Овака, студентските протести, а тоа го говорев минатата година, на некој начин беа злоупотребени. Тие започна како едно оригинерно студентско движење, беа поддржани од повеќето граѓани, беа поддржани од нас професорите, значи сите едноставно застанаа за тој студентски пленум во однос на нивните барања. Владата го уведе тоа и затоа нели се врати целиот тој закон на доработка и на еден поинаков пристап каде што и самите засегнати страни, студентите и професорите ќе бидат вклучени во креирање на тој закон, што се разбира многу добра пракса. Но потоа СДСМ се обиде тоа да го привлече кон себе и на некој начин некако трапаво го направи и всушност се партизира и се парциализира самиот студентски пленум по некакви партиски линии. Со тоа и де факто престана да постои. Се загуби компактноста на тоа. Сега они се обидува преку вклучување на одредени членови на партиски листи, нели, да се обидат да се идентификува партијата со студентското движење, но ние веднаш видовме дека уште истиот момент, истиот ден студентскиот пленум, оние кои што го започнаа тоа движење, луѓето кои што не отидоа ни на десно ни на лево, демонтира дека тие луѓе што се ставени се представници веќе на студентски пленум, едноставно они се тргаат од тоа, затоа што видите тоа е исправно. Студентскиот пленум има и треба да има однос некаков или конверзација или диалог со Министерството. Без разлика која на власт, тоа не ги интересира и не треба да ги интересира. Сега друга страна, младите е многу тешко да се привлечат, треба да имаш програма за да го направиш. Тоа не е доволно ти да кажеш дека еве си го поддржувал студентскиот пленум или дека ќе внесеш некои членови од тој студентски пленум, веќе бивши членови, бидејќи нели они се оградија самиот студентски пленум, и да очекуваш дека младите ќе излезат и ќе гласаат за тебе. Младите, особено во ова ера на информатичко општество, односно општество кое што се базира на информација, не можеш едноставно да ги придобиеш со некои полувистини или со некои недоволно аргументирани ветувања, затоа што они можеби најдобро од сите знаат и можат да проценат со оглед на достапноста на медиумите, односно на интернетот и на социјалните медиуми во денешницата, така да тоа гласачко тело е многу тешко да се привлече и исто така е многу нестабилно од аспект дека и најмала грешка може да ги одбие од самата политичка партија. Затоа ветувањата треба да бидат многу на некој начин издржани
ветувањата кон младите и многу добро аргументирани. Ние не видовме аргументирани ветувања кои што ќе може Освен да го почетната помпа дека студентите се исправиле на нозе, нели студентите се синоним за нешто интелектуално Тоа е во ред, иднина. тоа е сосема во ред, но тоа не значи дека тие ќе се идентификуваат со вас како политичка партија. Не никогаш нема да се идентификуваат со некоја политичка партија, туку едноставно ќе оценат која од тие политички партии и дали некоја политичка партија, значи дали некоја политичка партија им нуди нешто за поради кое што ќе излезат и ќе гласат. Не се младите компактна група која што можеш да ја придобиеш со една или со две ветувања. Тоа е многу хетерогена, значи тоа се повеќе групи, хетерогени групи и треба да се на некој начин за да ги привлечеш, треба да имаш една серија на проекти кои што ќе алудираат кон секоја од тие групи. Инаку самата политичка партија нема да има успех во привлекување на младите. Ова беше првиот дел од емисијата, одиме со краток блок реклами, музичка пауза и се враќаме назад во студиото. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме назад во студиото, мој денешен гостин Владимир Божиновски, политиколог. Господине Божиновски, кога ги гледаме понудите и партиските програми и митинзите и говорите изминативе 6 дена, нели можевме да забележиме риториката на СДСМ и Зоран Заев, но што претходеше и пред почетокот на кампањата околу ветување на некаква двојазичност и обид, нели, да СДСМ да регрутира гласачи од албанскиот политички кампус, би рекол, од албанска етничка заедница. Како ги коментирате овие негови не се ветувања, но најави? Тоа е многу опасен терен во моментот. И кому му одат тие во прилог конечно? Доколку сакате да, значи во Македонија во моментов имаме граѓански концепти на ВМРО ДПМН и СДСМ, имаме етнички концепти на ДУИ и ДП. И кај македонски, кај условно кажано неалбанските главниве партии, затоа што тука не се само македонски партии, тука имаш и власи, роми, и турци, сите останати етнички групи. Значи, кај нив, иако во минатото имаше оној етнички момент, превладуваше етнички момент, со текот на времето веќе го префрлија дискурсот кон економија, кон општествен развој, кон други теми кои што едноставно пополека ги трансформира во граѓански партии. Сега ти, како граѓанска партија, треба да одиш со граѓанска програма и граѓански ветувања. Сега имам едно такво политичко салто што јас се уште сум во неверување. Значи ти да одиш со етнички концепт кој што е различен од етничкиот концепт на твоето предоминантно гласачко тело, говорам за СДСМ, со цел да ги привлечеш другите е рамно на одење по жица или по јаже над некој кањон од 200 метри длабок. Зашто? Бидејќи тие гласачи што ги имаш не ти се дадени на тацна и тие гласачи што ги имаш не се иако се разбери има тука на тврдо крило што го нарекуваме партиски војници, но сепак најголемиот дел од тоа се луѓе кои што не ти го гарантираат твојот глас, не потпишале дека ќе ти го дадат. Дали мислите дека оваа риторика може да нивниот глас? Значи, ако сакаше Заев, јас сум за тоа, јас сакам да се создадат две големи политички партии, односно ВМРО ДПМН и СДСМ, помалите, односно етнички партии на албанците, бидејќи веќе се губи поентата за етничка партија во Македонија, со оглед нели на Охридски рамковен договор и сите оние на некој начин исполнување на барањата кои што ги има од тој кампус. Значи веќе се губи смислата на постоење на тие етнички партии. Ние сме свесни дека оние веќе немаат ни програми, едноставно се вртат во круг. Да се создадат, да се претопат едноставно, да се создадат граѓански партии и едноставно да се оди со граѓански концепт. На тој начин ќе се избегнат и секаков тип на етнички тензии кои што може да произлезат. Но да одиш од граѓански концепт кон етнички, спротивен од твојот етникум, односно од етникумот кај што ти доаѓаат најголем дел од гласачите, е многу рискантен и политички необмислен проект. Бидејќи може би со тоа што
одат и ветуваат двојазичност, регионализација, дополната нели на оној швајцарецот со кантонизација, па некој споменува и федерализација, воопшто нема да ги окуражи да речеме гласачите кои што се неалбанци, а кои што можеби се поблиски до политиките, до она што го нуди СДСМ, да гласат за нив. Напротив, ќе ги отргне. Така да 10.000 албански гласови, ако успеат да произведат од оваа кампања која што ја тераат сега, може да значи и одлив на 20.000 од другите гласови кои што ги имаат, пред се на етничките македонци. А сепак мислите дека ќе може оваа реторика и овие ветувања и барања на Заев да регрутира сепак ваше очекување, дали можат албански гласачи да привлече сето ова? Ќе привлече од одреден дел од албанските гласачи. На сметка на македонските, рековте. Но од друга страна ќе одлее најверојатно и поголем дел од македонските гласачи. Така да јас за тоа велам не 1+1 у политиката, никогаш 1+1 не се 2. Значи не ти се овие гласачи тебе као клиенти кои што потпишале за некаков кредит у банка па мора да плаќаат секој месец. Че он не значи дека ќе искочи ќе гласа за тебе. Едноставно ти мора да ги задржиш, а за да ги задржиш не треба да одиш со некакво политичко салто мортале. Да, оди кај албанските гласачи. Да, ветува им, вети им пат, вети им градинка, вети им училиште, вети им чиста вода, вети им стабилна струја. Затоа што има села каде што тоа се уште го нема. Па и вработеноста имаат голем проблем со вработеноста. Затоа се иселуваат тие луѓе најмногу. Ветим го тоа, ако не успеале до сега нивните партии да го исполнат со оглед на тој етнички концепт кој што преовладува, ветим го тоа, зашто да не гласат за тебе, на тој начин ти нема да ги отрнеш другите гласачи. А они одат сега со ветување на некакви етнички, од оној етнички корпус на правила, на понуди, кој што е сосема различен од она што го имаш кај твоето главно гласачко тело. И едноставно тоа предизвикува и ќе предизвика одлевање на дел од гласовите. Сега имаше и аргументација, не ветиле они федерализација. Ти може не си ветил федерализација како таква, но што е двојазичност, регионализација, кантонизација, која што го говореше оној швајцарецот, Заев седеше до него, се разбери, нели? Тоа беше еден common event, заеднички настан. Што е тоа? Што е кантонизација? Групирање на повеќе делови во една целина, па да, кај е федерализацијата од тука? И во Европа зборот федерализам, значи во ЕУ е забранет, значи никој не го употреба, но се стремат кон тоа. Со други зборови, сега нормално тука има и две струи, но таа струја која што се стреми не употребува федерализација, но се стреми кон тоа. Така да овде можеби зборот федерализација не се употребува, но се стреми кон тоа да бидеме гледав по медиумите нивните настапи на нивните представници дека го споредуваат што има тоа лошо, нели, Белгија е таква држава и Швајцарија е таква држава, ги споредуваа малку според мене трапаво. Ние не сме, тоа е федерализација. Швајцарија и Белгија. Тоа е федерализација, за тоа велам ти не мора да го употребиш зборот федерализација, поима, како таков. Но твоите постапки и она што го ветуваш од корпусот на понуди кон тоа етничко гласачко тело, де факто значи приот, односно движење кон федерализација, затоа што ако ти направиш општинска полиција, која потоа може да си се спои и да стане регионална полиција, па кантонска полиција, на крај федерална полиција. Така да сосема друго уредување и друг устав. Да се разбереме дека овие ветувања се дел од проектот за федерализација, иако тоа не се споменува. Иако тоа не се споменува, ви објаснив сега зашто. Не може тоа една реченица, но мислам дека сега доволно јасно објаснивме. А Белгија како функционира и Швајцарија е друго. Швајцарија е збир на повеќе кантони, добро 4. Кантоните, значи има повеќе. Швајцарија е збир на одредени територии кои решиле да се здружат. Тие биле посебни територии. Значи Швајцарија не била целина па да се раздвои, туку повеќето делчиња ја создале Швајцарија. Белгија исто. Белгија идејата за белгиска држава
по оној распад по Наполеоните војни на Холандија и холандските да Нидерланд ниските територии, ниските земји, значи Белгија е настаната од два големи региона, Фландрија и Валонија, кои што решиле да се спојат. Значи не била Белгија па се раздвоја. Затоа велам, тоа се сосема поинакви случаи. Македонија била Македонија, не се споиле Полок, Пелагонија, Брегалница и Куманово. унитарна, дури и распарчана. Туку Македонија е територија која што екзистира како таква веќе стотици години. Говорам и под Отоманската империја, говорам и под нели бившата краљевина Југославија, говорам и за време на СФР. Значи тоа е една компактна територија. Не постоеле тука неколку или повеќе земји кои што се обединиле. Сосема поинаков концептот. Добро, доколку сепак СДСМ победи на изборите, хипотетички разговараме, победат на избори и тоа со помош на гласовите на албанците, како Заев или како СДСМ ќе мора да се одложи при формирањето на новата влада. Една работа која е јасна до сега од делувањето во минатите 25 години на политичките партии, тоа е дека за СДСМ најлесни се ветувањата што може да ги остварат со еден потпис. Односно ветувања кои што не бараат многу замор, не бараат многу мислење, едноставно се дава нешто. 2004 година бевме свесни за нова територијална подела, беше најлесно потпис. И сега ова е едно од ветувањата најлесно. Подпишувам двојазичност, кантонизација, регионализација на тој тренд. И така, па види, не знам, ама знаете што велам? Сепак Заев е многу почесен од Црвенковски 2002, бидејќи сега барем им најавува на луѓето што ќе прави ако дојде на власт. Значи ако дојде Заев, ние можеме да бидеме сигурни дека он ќе им го даде тоа, бидејќи бара еден потпис. 2002 Црвенковски тоа не го спомена. Дори он потоа и се тргна, па го намести Бушковски, нели? И знаеме како се помина во Струга и во Кичево. Но значи едноставно оние барања кои што бараат еден потпис, знаеме од искуство дека СДСМ најлесно ги остварува се раз. А одиме со вториот блок на реклами, па се враќаме назад во студиото. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме назад во студиото. Мој денешен гостин Владимир Божиновски, политиколог и аналитичар. Господине Божиновски, како ја коментирате реториката на двете партии изминативе 6 дена? Ја слушаме по митинзи. Па кратка оценка за реториката на двата блока. Ништо невообичаено, дури и очекувано. Значи јасно е дека реториката ќе биде, бидејќи односите се многу поларизирани. Така да јасно е дека реториката ќе биде поларизирана, едноставно секој се бори за својата вистина. Прашањето е сега на кој повеќе му веруваат граѓаните. Значи тоа е единственото прашање и не чекам нешто да се смени до самите избори, дури може да стане и па за нас, нели, граѓаните понапорно, односно и да дојде до поголема, уште поголема поларизација. Видовме што се случи во САД на изборите, да кажеме. Не чекам до тоа ниво да се спуштиме овде, но во секој случај очекувам дополнително поларизирање на реториката во обид за привлекување на гласови. Хајде малку оно што сте можеби најпознати, па верувам и најстручни, тоа се анкетите. Според имавме изминативе 2 дена 2 анкети. Она на Брима Галуп и она на М Проспект, која беше емитувана на телевизија Телма. Ваша кратка оценка и споредба на тие две анкети. ВМРО ДПМН во секој случај во двете анкети е во водство. Сега тука се калкулира дали е големо водството или мало водството. Па во ниедна од анкетите не е мало водството. Во секој случај има разлика во тие, нели, нивни проценти? Ја не би сакал да ги коментирам процентите, бидејќи тоа се истражувања кои што ги спровеле други агенции, односно институти. Јас коментирам проценти и бројки само од моите истражувања, но во секој случај ова покаже дека разликата ќе биде над 100.000 гласови, тоа го тврдам.
веќе извесно време со оглед на све она што се објави како анкета, како истражување. И тие 100.000 гласови ќе, значи над 100.000 гласови може да бидат и 120, може да бидат и 150, нели? Се уште е рано, но над 100.000 гласови ќе бидат. Тоа ќе обезбеди едно комотно мнозинство на ВМРО-ДПМН во идниот парламент, така да пак ќе си повторам она што веќе го повторувам во неколку изборни циклуси. Не е прашањето кој ќе победи, туку каква ќе биде разликата помеѓу ВМРО и СДС. За и бројот на пратеници дали е недостижен или достижен на барањата на ВМРО-ДПМН 63 пратеници? Видете, за тоа груба онака како прогноза. Рано е да се говори, затоа што многу смета на пример дека е недостижен и минатите избори, па ете стигнаа до 61-62 пратеника. Све зависи како ќе се движи кампањата. Све зависи колку Заев ќе успеат една страна да привлече, да кажеме, албанци со овие етнички албанци со овие ветувања, а друга страна колку па може да му се одлее од неговото гласачко тело. Све зависи ВМРО-ДПМН колку ќе успее, нели, да ги привлече своите гласачи, иако огромниот процент очигледно е дека си остануваат на веќе привлечен, да. Да, си остануваат на својата одлука. И затоа неблагодарно е сега да се тврди дали ќе се успее или нема да се успее да се освојат тие 63 пратеника. Ја затоа одам од онаа премиса дека во моментот според сите истражувања разликата ќе биде најмалку 100.000 гласови. Ги земате во предвиди оние проценти на неопределени и на оние кои не одговориле на... Сега, да, ќе ви кажем тоа. Значи, разликата, ако е најмалку 100.000 гласа, како што покажуваат сите истражувања кои што се објавува во изминатиот период, тоа гарантира едно комотно мнозинство на ВМРО-ДПМН. Ако земеме предвид дека на 70.000 гласа 2011 година разликата беше 11 пратеника, едноставно над 100.000 гласа предпоставува одредена разлика од околу 15 на пратеници, што е и текако силно воство. Доколку излезе ова, нели, по-неповолната варијанта за ВМРО-ДПМН. Доколку искочи на по-поволна варијанта, тогаш можеме да говориме и за над 20 пратеника. Нели, говорам за овие две истражувања кои што ми ги споменавте, а и за другите истражувања. Така да можеме да говориме само дека во моментот она што е сигурно е победата на ВМРО-ДПМН и дека во моментот според сите истражувања разликата ќе биде над 100.000 гласа. Тоа е тоа. За ова неопределените. За неопределените. И тие што одбија да одговорат, нели, не се произнесле. Тие се, значи, прво морам едно појаснување да дадам. Ретко тоа се споменува по медиуми. Кога ќе каже некој не знам, тоа не е само не знам за кого ќе гласам. Тоа прво предпоставува не знам дали ќе гласам. Најголем дел од тие не гласат. Ја го кажем ова пред секој избори од веќе неколку години, со една анализа во однос на анкетите, на неопределените и на она што де факто се случува на денот на изборите, максималниот број на луѓе во проценти од оние кои што кажале не знам, не сакам да кажам, не сакам да одговорам и така натаму сите тие варијации. Значи максималниот број на луѓе кои што може да се одлучат е околу 6%, што беше случај негде 2011, додека на сите други избори е негде околу 3 до 4% од тие гласачи. Така да затоа го велам ја на меѓу 3 и 6%, каде што 6% беше 2011, за кој што не верувам дека сега ќе се повтори, а сите други изборни циклуси, тоа беше меѓу 3 и 4%, тука вклучувајќи ги сите и оние гласови што ќе доаат и кај етничките албански партии. Значи не е ова само за ВМРО-ДПМН и за СДСМ. Што предпоставува, имате две предпоставки каде ќе одат тие гласа. Првото е дека дел од тие луѓе се на некој начин разочарани од власта и тие гласови од опозиција. А второто е за кој они сметаат дека ќе победи, бидејќи сака да се приклонат кон победникот. Со оглед дека во овој случај СДСМ е опозиција, дел од гласовите кидат кај опозицијата, со оглед дека предоминантно е впечатокот дека ВМРО-ДПМН ќе победи на изборите, другиот дел од гласовите ќе одат кај ВМРО-ДПМН, така да не очекувам како и на минатите избори тие гласови нешто сериозно или па и
малку да променат од она што е во моментов корпус и кај едните и кај други. И за крајот на емисијата само на прашање како прогноза, дали очекувате и како очекувате да заврши втората недела и задниот вториот дел од серијата на митинзите, дали ќе поминат мирно, и за изборите што очекувате на денот на изборите, дали можеме да очекуваме мирни избори? Па, јас тргнувам секогаш од премиса доколку кога се анализира нешто, значи за да направиш нешто, секој кога прави нешто, без разлика што е, гледа тоа нешто да му биде во корист, дали ќе биде лично или колективно, да му биде во корист. Во моментов за партиите, ниедна од нив, вклучително од најмала до најмоќна партија, на ниедна од нив не е во корист да направи нешто кое што би го загрозило текот на мирниот тек на кампањата и на изборите. Затоа не верувам дека ќе има некакви посериозни нарушувања. Оној стандарден фолклор од некој фрлил камен во стакло на некој штап или го ишарал другиот штап, тоа е, мислам, не само овде, туку секаде, че имаше такви случаи во САД, например. Но нешто повеќе од тоа не чукам, бидејќи едноставно на самите политички партии не им одговара да се обидат да направат нешто ниту сега, ниту во продолжението на кампањата, ниту па на денот на изборите. Можеме да очекуваме дека тој што ќе загуби, освен што има право да се лути, ќе ги призна изборите? Па не можеме, туку сега мораме тоа да го очекуваме, дека им мора да го направи тоа. Сите едноставно излегоа и кажаа дека да, имаме услови за фер избори, си тече све како што треба, едноставно на денот на изборите, после денот на изборите, негде 10-11 часот вечерта, веќе ќе ги знаеме отприлика резултатите и очекувам тогаш некој што ќе ги загуби да излезе и да му честита на победникот. Господин Бажиновски, ви благодарам за денешното гостување во Радио Полиграф. Благодарам на вас. Изминатиот 1 час ја следевте емисијата Радио Полиграф. Автор и водител на емисијата Дејан Андоновиќ, техничка реализација Никола Јовановиќ, продукција Радио Слободна Македонија, сабота 26 ноември 2016 година. Пријатно попладне. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија.